Социјалистичка република Македонија. На јужната од 6 републики на Социјалистичка федеративна република Југославија се наоѓа во срцето на Балканскиот полуостров. Во изминатите милениуми, па и денес, таа представувала значаен крстопат на патишта што ги сврзуваат Исток и Запад. Познатата античка магистрала Вија Егнација, што се протегала по Јадранското приморје на потегот кон Солун, минувала низ Западна Македонија. Еден од нејзините многубројни краци кон север се спуштал по долината на реката Аксиос, денешен Вардар. Нашето внимание во овој случај повеќе го привлекува една друга, исто така многу стара и значајна комуникација, која што ја врзува долината на реката Вардар со долината на нејзината лева притока, Брегалница. Стопанското, културното и стратешкото значење на овој пат, кој во минатото представувал совоземна врска на Егејското море, а преку него и Блискиот Исток со внатрешноста на Балканот и Западна Европа, го потврдуваат многубројни остатоци од тврдини изградени по високите ридови, вклештени меѓу меандрите што ги излабила реката Брегалница или нејзините малуводни притоки. Истражувањата на археолозите и историчарите во последниве години покажаа дека некои од овие тврдини потекнуваат од најраниот римски период. Други настанале во доцно-римскиот и византискиот, а посебно атрактивни поради својата зачуваност се покажуваат средновековните тврдини, чии што високи и цврсти ѕидови се уште му пркосат на времето. Одејќи по долината кон североисток, наидуваме на средновековна тврдина што се издига над градот Штип, некогашниот антички Астибо. Високите стени, зачувани и до 10 метри, го штителе патот што се пробивал низ тесната и непроодна клисура. Нашиот интерес представува зарамнето, многу издолжено, правоаголно плато од сите 4 страни затворено со ѕидини. Денес од овие ѕидини останале само поголеми или помали делови градени од кршен камен и малтер, но сосема доволни да ни го предочат обликот на тврдината. Како археолошки локалитет, тврдината е позната уште од првите рекогносцирања направени веднаш по Втората светска војна.
Podocna gradenitana gračeto vinica, što se naodjevo neposredna blizina na tvrdinata, obrabotuvajki gi svojite lozija, što se naodjat na zaramnetoto plato, znači vo samata tvrdina, otkrivale antički moneti, mnoji fragmenti, pa i dva cijeli predmeta otpečena glina, ukraseni su reljefnih predstavi. Koga vo 1985. godina slučajno, kako površinski naod, veše pronajden ušteden takov reljefen predmet, stana sosema jasno deka kaleto krije tajni, čije odgatnuvanje bi bilo od značenja za arheologijata, za istorijata i za istorijatan umetnosta. Ekipa sostavena od Muzejotna Makedonija pod rakovodstvom istoričarotne umetnosti dr. Kosta Balabanov u štistata godina započna so zaštitni iskopuvanja. Rabotite beja počnati na mestota kada što beše otkrijen slučajno pronajdeni od reljefen predmet. Ušte prisimnuvanje to na prvite slojevi od nanosina zemlja vo ovoj del od natrešnosta na tvrdinata, nejdofme na dobro sočuvani zidovi, gradeni od kršen rečen kamen, ponekoja tula i malter. Strukturata na zidovite, nivnata debelina i drugite karakteristiki izboruva, deka se raboti za profani gradbi, što se naodjale vo neposredna blizina na odbrambeni od bedem. Dodenovite na arheološko iskopuvanje za istorijatot na Kaleto ne se otkrijeni nikakvi podatoci, ni tu poznatite literaturni izvori, ni tu pak vo literaturata što se zanimala s ova problematika. Po toa, iako se naodja dvojsti od sklop na tvrdini zajedno s Obargala i Morodviz, Viničko Tokale se razlikuva od spomenatite tvrdini. Naoditena keramika po vremeto na površinski te rekognosciranja, kako i prvitena odina keramika vo što tuku otkopanite sondi, pokažuva deka se raboti za lokalitet na koji životot može da se sledi od prvite vekovina našata era, što znači, sudejki spored ovoj materijal, se raboti za docno-rimska tvrdina, jedna od mnogobrojniti zgradeni vo ovoj del na Balkanot. Mnoštvoto fragmenti od pokrivna keramika kažuva za postojenje to na poveće profani i kultni objekti, no s ovije iskopuvanja se uštenito jedan od objektite ne je vo celino otkopan i definiran. To asi kako je go возможат понатамошните istražuvački raboti. No interesot na ekipata go svrtuvaat prvite naodi na fragmenti od pečena glina, na koje jasno se raspoznavaat reljefno oblikovani simboli, kako što je Konstantinoviot krst, na koji su oblikovani vešto izvedeni latinski bukvi, koje nedvosmisleno ukažuvaat deka se raboti za likovni tvorbi što bi trebalo da mu pripadjat na ranoto hristijanstvo. Na nekoj od fragmentite počnuva da se raspoznavaat poznati ikonografski temi, što sme gi srećavale na primjer na podnite mozaici vo ranohristijanskite baziliki na Heraklea, Linkestis i Stobi. Košutata predstavena pod razgraneti drvja, kako pije voda od dubavo oblikovan kantaros, nesumneno je mnogo poznata ranohristijanska tema, što go ilustrira 42. psalm Davidov. Za razliku od fragmentite što počna da se pojavuvaat među drugi od keramičan materijal na dlabočina od 60 cm, koga se stigna na dlabočina od 2 metra, se najde na senzacionalen naod od poveće ovakvi predmeti vo pogolem del mnogo dobro začuvani.
Odkrivanje to навака голем број уметнички дела собрани на едно место во една голема депонија што ја сочинуваат околу 26 цели и стотина фрагментарни предмети, навистина не би можело да се смета за секојдневен настан, иако во Македонија, која што е позната како волшебна земја на археологијата, често се наидува на многу значајни археолошки откритија. Ископаните предмети, чии штоблици се главно квадратни или правоагални, со димензии што се движат од 20 на 30 со 4 см до 30 на 30 со 4 см, се изработени од глина во која што се наоѓаат поситни и појадри камчиња од речен песок и лискун со златеста боја. Сите се работени со калап, што возможило да се добијат повеќе истородни реплики. Несомнено станува збор за предмети чија што основна функција била да ги украсуваат зидовите на некој од сакралните објекти, што без сомнение се наоѓа во рамките на тврдината. Со цел да се заштити овој драгоцен материјал и да се овозможи што поскорото негово проучување, веднаш по ископувањето тој е пренесен во конзерваторската лабораторија на Музеот на Македонија во Скопје, каде е започната и неговата конзервација и чистење. Долгото повеќе вековно стоење в земја заедно со шут од малтер предизвикало наталажување на наслаги од калциумска скрама, што ги покрива некој од предметите. Затоа нивното миење во дестилирана вода со употреба на многу слаби растворачи се покаже како нужна конзерваторска постапка што овозможи да се согледаат сите квалитети на овој материјал, изморедно значаен и единствен по својата вредност. На крајот стана сосема јасно дека се работи за најстарите и единствени досега откриени керамички икони, дело на непознат ранохристијански скулптор, чија што надареност за нечиска вештина и познавање на ранохристијанската иконографија не може да бидат спорни. Реалистичкиот приод во третманот на фигурите на светителите и символичните животни несомнено покажува дека непознатиот, но талентиран мајстор работи под влијание на старите хеленистички примери, но во неговото дело се гледа и тенденцијата за приспособување кон новите барања во кои на преден план избиваат духовните вредности. Оттаму и приближното време на неговата активност би можело да се врзе за периодот од крајот до средината на 6 век. Застапените иконографски теми се вообичаени во првите векови од појавата на христијанството. Така представата на Архангел Михаил во цел раст со лесно подигнати крилја спаѓа меѓу најчестите теми. Драперијата на неговата облека грижливо е моделирана, крилјата се работени со многу префинети детали. Лицето е обло, со правилен нос и големи полни со израз очи.
Konstantinovijov krst spada među prvite hristijanski simboli. Na nego ispišan na latinski jazik mnogo sadržajen tekst, vo koji koristejki je imperativnata forma se veli. Krste pobeduvaj i krste istraj. Interesna i ne toliko uobičajena tema je predstavata na Sveti Hristifor i Sveti Đorgi. Glavata na Hristifor je oblikuvana vo kučeška glava, što pokažuva deka влијанијата во рано-христијанската уметност имаат длабоки корени. Štitот со орнамент во вид на отворен цвет се повторува на сите икони каде што е представен. Појавата на старозаветните светители Јошуа, наследникот на Мојсија и Калеб, представува најдобро зачувана икона. Со многу детали, скулпторот раскажува како Јошуа ги запира сонцето и месечината над Гибеон и Ајалон. Сцената на Данијел меѓу лавовите е најприсутна тема во раното христијанство. Во фрескосликарството на катакомбите, како и на саркофазите откриени во Рим, Данијел е прикажан со подигнати раце, обкружен со 2, 4 или 7 лавови. Од символичните животни, волот или бикот е честа појава.
Барајќи компаративен материјал за веничките икони од печена глина, се најде на податокот дека слични предмети, работени во релјеф со помош на калап, се откриени во Тунис, на неколку археолошки локалитети познати под имињата Буфиша, Хаебел, Ајун, Касерин, Елием и Хенширнаја. Најстариот и најбогатиот музеј во Северна Африка, музеот Бардо во Тунис, во своите трезори чува поголем број вакви предмети. Од нив прикажуваме само неколку од покарактеристичните. Иако блиски по тематиката што ја обработуваат со веничките икони, тие по многу нешта се разликуваат од нив. Во прв ред, релјефот е многу плиток. Димензиите се значително помали, но она што е посебно значајно, дебелината на предметите не надминува 1 сантиметар, за разлика од веничките, каде што таа дебелина достига и до 5 сантиметри, а тежината достигнува до 7 килограми. Ликовните вредности на веничките икони ги надвишуваат тие на туниските, како во пластиката на обликуваните фигури, така и во прецизноста на цртежот. Непознатиот винички скулптор на своите композиции и фигури им втиснал живот, карактеристичен за делата на паганската скулптура од тоа време, така што за некои композиции тешко би можело да се каже дека се производ на ранохристијанската уметност, ако тие не беа обележани со познатиот христијански символ – крстот. Како пример да ги посочиме композицијата со 4 коњаници на Апокалипсата или представата на Свети Теодор драконоубиец. Откривањето на веничките икони без секакво сомневање ќе фрли нова светлина врз уметничкото творештво од најраниот христијански период, не само за историјата на уметноста во Македонија, туку многу пошироко за ранохристијанската уметност на Балканот, па и за уметноста на тлото на Европа од периодот крајот од 4. до средината на 6. век.